следите ново издание на регионалните вести. Невремето во Тетово одзеде човечки животи, меѓу кои има и деца. Денес во поплавените подрачја се расчистуваа наносите од земја, камења и дрва. Со расчистување на наносите од земја, дрва и камења се прави обиди денес да се стабилизира состојбата во тетовските села, каде поради вчерашното невреме животот го загубија 4 лица, од кои 3 се деца, а уште 2 лица, од кои едно е 6-годишно девојче, се бараат како исчезнати. Има и десетици повредени, меѓу кои има и задржани на болничко лекување. Најпогодено село е Шипковица, каде има најмногу загинати, како и затрупани куќи и патишта од наносите поради водената стихија. Големите реки што се тука, 2 реки што поминат низ селата, вака голема сума на вода дојде и по конкретниот случај ги урна ово 10 куќи што се тука и 10 се од долната мала што се. Луѓето имаат потреба од пред се прво вода за пиење, бидејќи водоводниот систем во селото е целосно уништен и таа вода што доаѓа во тој водоводен систем не може да се пие бидејќи е прљава и како таква не може нормално да се користи. Второ, има итна потреба за храна, посебно за куќите, односно за луѓето кои што се евакуирани. За 15 минута. Боже сила. Според општинските власти во Голема Речица има поплавено 100 куќи, а оштетени системот за водоснабдување. Следиците што беа од ова е, последите че овие екипи што градат, сите градежни материјали што ги однесоа горе, се гледа во расадиште, тоа го равња, тоа сето дојде овде. Поради наноси од земја, као и дрва, затрупан е патот кон Поре и кон местноста Бањиче. Поплавени стамбени деловни простори има и во Тетово, како и селата Фалише и Доброште, од каде денес се отстрануваше надојдената вода. Цунами, што да ти кажем? Реката не е исчистена, браните никогаш горе не се чистили, тоа е. Што да ви кажам? Може и полоша да биде. Видиш унатре вода до овде. И 7 души смо надвор, не може да влагам унатре. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Од вчерашното невреме големи штети претрпеа и сопственици на фирми и семејства во Тетово. Здивените води на реката Пена се излеаа долж булеварот Индустријска, носејќи со себе кал, смет, дрва и камења и ги поплавија подрумите, гаражите и локалите. Големи штети од вчерашното невреме претрпеа и сопственици на фирми и семејства во Тетово. Сопственик на фирма на локалниот пат Тетово Фалише претрпе штета во вредност од 400 до 500.000 евра. Јас сум Велко Марковски, собственик, тоест ко-собственик со мојот ортак заедно. Работиме у фирма Euroteks, конфекцијска фабрика, вработени околу 60 души. Работиме све за извоз, за германски пазар. Штета е сами ги гледате према сликите што е огромна. Мислам дека ништо полошо од ова не може да би се случи. 6,5 сат негде, мојот ортак случајно наишол овде да види, кој видел дека тоа тече наам. Нема што да прави, само едноставно може да се помери и да не направи некој белејон. Се знаеше прво достапот до стигањето до институциите да побараме помош беше тешко многу. Гужва невидена, никој не можеше да ја стигне ни до пожарна ни ништо. Не најдовне таму негде преку полски пат, влеговне до пожарна и дошол ни не толку брзо, ама дојдоа. Имавме едни пријатели со возило, со пумпа рачна, испупуевне, ама не можеше со тоа, после околу 11:30 дојде ми се чини тачно толку, околу 11 цистерна од пожарна, до 4,5 са вадиме вода, надоле, више и тие не можеа, сега више чакамо што ќе се случи. Здивените води на река Пена се излеаа долж булеварот Индустријска, носејќи со себе кал, смет, дрва и камења и ги поплавија подрумите, гаражите и локалите. Ѓорѓи Стајковски во блок 70, штетата не е непроценлива сега. Да сега уште во гаражите не можеме да влеземе и подрумите.
Сега успеавме да пробиеме водата да отиде во канализација, а речи ги овие тињава не сме кадарни сами да ја направиме ништо, ако не дојде некој да ни помогне, ќе биде многу тешко. Опишите ни како се случи. Па тоа се случи вчера во еден момент. Едноставно бевме сите изненадени. Не можем да поверуваме дека по улицава можеш да биде пена. Значи како пена што некогаш течела по коритото, тогаш течеше по улицава. И од улицава се приливаше преку тротоар во гараживе, ги наполни, викаме помош, ќе дојдат, ама мислам дека е Тетово многу повеќе загрозено и самите себе, ако не излеземе да си помогнеме нешто, барем нешто, дека тешко може и кој да е да помогне, али за ова тињава ќе мора да чекаме помош, некој да ни помогне од некаде. Во гаражите чуваме све што не користиме во станот. Значи што не ти треба во станот, подолго време го ставаме у гаража. Имаме коли, имаме некој мебел, имаме обувки зимни, летни, еве комшија има кромбит извадено, све тоа е затрапан. За чудо едно риба извадивме пастрамка од сега која чистам. Тоа не може да верувам. Значи со раце ги одзапнуваме дупките и кога фатив риба, едноставно без згрозен. Од сигурно таа од пена што доваѓале на таму. Оштетените граѓани се уште молат за помош во вид на механизација или работна рака, бидејќи сами не се во можност да ги санираат штетите. Иако за секој од нив паричната штета е различна по висина, заеднички им е стресот кој го доживеа и напорите кои треба да ги вложат за да го надминат. Невреме и во Тетовско Доброште, кал, камења и вода завршија во дворовите и делови од семејните куќи на неколку семејства. Кал, камења и вода завршија во дворовите и дел од семејните куќи на неколку семејства од Тетовско Доброште. Реката Поника се излеа и предизвика хаос кај дел од доброштани. Според кажувањата на повозрастни, Поника поплава од вакви размери предизвикала во 50-тите години. Вчерашното невреме во Доброште потсетило на минатото. Страф и штета донесе Поника, велат оштетените и апелираат за помош. Една бура дојде, еден ветер, горе у планина беше све како прашина. А ја од ветер многу се плашим. И цело време на балкон преседев. Кога ја одеднаш слушнав една бучава, а мене се крва ми кажувала како Поника дошла некогаш. И ја викам, деца на балкон, излезите да ви кажем Поника иде. Мамо рече, не збори тоа, ајде влагај дом. Ја од тој балкон дојдов на овја. Ја на нив само тоа шем го реков, кога и другата страна пројдов, веќе у дворот плија и дрва, и кал, и камење, и вода. И ја колку што ми глас носел, сам викнала силно и не знам друго што да кажам. Ова е многу страшна работа. Пред неколку години имало, ама не било вакво. Не било. За мало време, немаше ни 20 минута што течеше водата, тоа све се наполни. Како ќе се справите сега да не се тече? Не знам, ние помош ќе тражимо и треба да ни помогна. Ова не е наша кривица. Кој може ова да изнесе сега со рука, кажите ми? Причината е голема материјална штета. Оштетени сме многу. Можете сама та камера да регистрираш како е во мојот двор моментално. Навлезено имам и во шталата, во подрумот имам причината голема материјална штета, така да ја би замолил државата колку што е во можност да ни помогне со сите расположливи ресурси што ги има на располагање, дали со механизација, со пумпи, со људство, не знам како да се изразам. Ова е неописливо. Значи, ова се има случајно 53-та по најстар жител, моментално вчера разбрав, 53-та само што не било вака, било само чиста вода и така да не носело ни дрва ни камење. Ова е, значи, невиден хаос. Се случи за 5-10 минути беше, максимум до 15 минути. Бев на долниот спат со мајка ми, тоа беше неописнива гледка. Гледаш како водата доаѓа и носи се пред себе.
Тоа е. Ја би апелирал уште наш, ако може, општината, државата да ни излезе во сусрет. Доброштани кои беа засегнати од поплавите со неверување раскажуваат за целото случување. Се случило за неколку минути. Па вака, значи некаде на времето околу 18 часот беше интензивно со вртнежите. Само одеднаш видовме река со кал и со камења како доаѓа, значи од горнава страна. Највише се осети, значи, на овие три куќи како што може да ги регистрира камерата. Ние пошто сме последната куќа и калот е све, значи, интензивно на кај нас. Можам да кажам дека штети сме претрпеле големи, што од зидот е пукнат, значи скршен. Помошните објекти кои се позади нас, значи се преплавени со вода, со кал. Исто така куќата може би има дел на вода кој што е влезена во натре. Колите успеавме некако да ги складираме. Сега за сега е штетата голема за понатака, ќе видиме ако повторно врнежите, значи и вечерва настава, може да бидете и поголем хаос. Значи може да се регистрира каква е штетата. Имаме посета, значи, од градоначалникот Исен, каде што го регистрира сето ова, значи даде една надеж дека ќе дојде ке се, значи, екипи да видат што како, па ќе видиме да се среди тоа, да. Бидејќи не можеме ние, ова работна сила, значи не може, бидејќи има големи наноси на кал, апелирам, значи, до општината, до градоначалникот, значи да се ангажираат механизација, да ни помогнат, значи нас загрозените, да се санираат ова, бидејќи навистина е катастрофа. Градоначалникот на општина Теарци Исен Исени вчера ги посетил семејствата чии куќи се поплавени. Оштетените се надеваат дека властите и институциите ќе им излезат во пресред во надминување на проблемите предизвикани во поплавата. Инаку излевање на водотеци имаше и во населеното место Требош. Водата беше излејана по патот, а наместа механизација работеше на расчистување на наноси од кал, тиња и ѓубре. Патниот правец Тетово Попова Шапка е исчистен и сообраќајот се одвива нормално во двата правци. Делот од коловозот на регионалниот пат Тетово Јажинице кај село Доброште е исчистен и на тој дел на патот сообраќајот е нормализиран. Пред Пладнево кај селото Порој во прекин беше регионалниот пат Тетово Јажинце, а како алтернативен пат се користи патот низ селото Порој. Поради надојдената вода на Вратничка река, целосно е оштетен и мостот кој сообраќајно ги поврзува селата Горно Орашје и Нераште. Физички и хемиски е исправна водата за пиење во Тетово. Се чекаат резултатите од микробиолошките анализи. Во меѓувреме ЈКП и општина Тетово апелираат до граѓаните на село Шипковица, Селце, Голема Речица и Порој да не ја употребуваат водата за пиење од водоснабдителниот систем до потврдување на микробиолошките анализи од соодветните органи. Водата за пиење во Тетово е физички и хемиски исправна, покажуваат првичните резултати од земените мостри од градот. Резултатите од микробиолошките анализи допрва се чекаат, соопштуваат од Центарот за јавно здравје Тетово. Дополнително ќе се испитува водата во најкритичните погодени точки од поплавите: село Шипковица, Голема Речица, Селце и Порој. Водата за вода за пиење во Тетово е нормализирана и може да се каже дека целиот град е покриен со вода за пиење. 2 бреса и колтук, затоа што имаме дефекта баеле, сега системот се полни нагоре, за тој дел не можем да гарантира. Пуштена е водата, ама се полни системот, бил празен. А инаку останатиот дел од градот нормално се снабдува со вода за пиење. Однос на исправноста, ја имам информација од Табајле, од докторатот, дека е во ред. Ние не можеме таква анализа да дадеме, тоа ХЕЗ-дава. Ама имам информација од докторатот дека е вода во ред. Официјално е тоа. Ургентниот штаб, формиран од страна на општина Тетово, представници на Дирекцијата за заштита и спасување, Армијата на Република Македонија, секторот за внатрешни работи Тетово и представници од локалните заедници погодени од поплавите, денес реализираа средба каде се даде извештај за фактичката состојба во најкритичните погодени точки од поплавите. Во село Шипковица, како најпогодено место од силните врнежи кои доведоа до поплави, утринава беше испратена уште една цистерна со вода за пиење во селото од страна на армијата, како и 40 војници кои ќе служат за лекарска асистенција и помош на граѓаните кои имаат потреба.
Според податоците од теренот Голема Речица, поплавите што со себе донесоа камења доведоа на неколку места да се оштети системот за водоснабдување во селото. Затоа од ургентниот штаб апелираат до жителите на ова село да не ја употребуваат водата за пиење до извршување на микробиолошки и хемиски анализи на истата. Жителите од овој крај ќе се снабдуваат со вода од цистерните на АРМ на Република Македонија и Дирекцијата за заштита и спасување. Ургентниот штаб од село Селце пак информира за оштетување на системот за водоснабдување и поради ова од страна на Дирекцијата за заштита и спасување е донесена вода за пиење. Исто така, јавното комунално предпријатие Тетово и општина Тетово апелираат до граѓаните на погодените подрачја од поплавите да не ја употребуваат водата за пиење од водоснабдителниот систем до потврдување на микробиолошките анализи од соодветните органи, се наведува во нивното соопштение до медиумите. Утре и задутре се прогласени за денови на жалост во општина Тетово. За семејствата кои претрпеа штети во вчерашното невреме ќе се исплаќа еднократна парична помош во висина од 60.000 денари, одлучија тетовските советници на денешната вонредна седница. Следните 2 дена општина Тетово ќе биде во жалост и знамињата ќе бидат спуштени на половина копје по повод жртвите во невремето кое вчера го зафати Тетовскиот регион. Одлуката денес ја донесоа тетовските советници на вонредна седница. Советот на општина Тетово прогласи и кризен регион, а одлучи на семејствата кои претрпеа штети во вчерашното невреме да им се исплати еднократна парична помош во висина од 60.000 денари. На вонредната седница се обрати градоначалничката Теута Арифи, која ги информираше советниците за преземените акции од страна на општинските власти за справување со новонастанатата состојба. Како што рече, половина час по завршување на невремето била повикана општинската администрација на работните места, бил формиран кризен штаб и било излезено на терен. Според Арифи, најпогодени биле селата Шипковица, каде освен материјални штети има и човечки загуби, потоа Порој, Джепчиште, Мала и Голема Речица. Информираше дека е однесена и вода за пиење на жителите на Шипковица, дека се работи на расчистување на патните правци и на повторно воспоставување на електрична енергија. Се заблагодари на градот Скопје кој испратил механизација и работна сила, но и на тетовските војници и пожарникари. Градоначалничката ја напушти вонредната седница на Советот на општина Тетово за да присуствува на вонредната седница на владата на Република Македонија, на која рече дека ќе побара финансиска помош за реконструкција на оштетениот водовод во селата Порој, Мала и Голема Речица. Инаку од општина Тетово излегоа со апел до хуманите граѓани за донација на храна, вода и препарати за лична хигиена, наменети за граѓаните кои беа зафатени од поплавите во критичните зони. Донациите ќе се примаат на собирниот пункт кој се наоѓа на паркингот позади зградата на општина Тетово. Пресконференција денес одржа градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Сакам и вас да ви информирам како представници на медиумите дека присуствував на посебната владина седница која се одржуваше на тема општина Тетово, значи и состојбите низ кои поминавме вчера. Беше одлучено од страна на владата да им се додели еднократна помош на сите семејства кои се засегнати, значи од овие состојби. Исто така беше формирана група која ќе направи проценка на сите направени штети и истите да им бидат надокнадени на граѓаните за многу кратко време. Исто така, за нас многу е битно поддршката на сите пријатели, значи, ни е битна поддршката од страна на владата на Република Македонија, од страна на пријателските општини кои со својата механизација исто така се веќе присутни во Тетово и сакам да се заблагодарам, значи, и до сета работа на медиумите, затоа што за нас е многу битно што повеќе да се промовира како настани, како состојба, за да имаме повеќе поддршка. Формирана е и работна координативна група која ќе биде водена освен од моја страна и од заменик премиерот Пешевски и министерот за екологија, и таа група денеска ќе заседава во општина Тетово во 7 часот.
Значи, да се направат редовни анализи на квалитетот на водата, не од наша страна, туку од институциите кои тоа го прават, но исто така ние укажавме и побаравме превентивно граѓаните уште денеска да не ја користат водата за пиење, затоа што според изјавите на Министерството за здравство, значи ќе им требаат уште додатни 24 часа да дадат резултати од микробиолошката анализа. Премиерот Никола Груевски вчера заедно со градоначалничката Теута Арифи ги посети Шипковица и Речица, како и повредените во Тетовската болница. Значи, јас само што ја примив информацијата дека се има случајно ваква несреќа во Тетово и Тетовскиот регион, веднаш направин телефонски се што требаше и што можеше да изорганизирам да се помогне на луѓето. Го направив тоа, се случна со неколку десетици луѓе што на некој начин имаат одредена одговорност или можност да помогнат. Веднаш потоа тргнав овдека за Тетово заедно со потпредседателот Пешевски, со министерот Јолевски, министерот за одбрана, министерот за внатрешни работи Чавков и бевме во Голема Речица. Таму состојбата е лоша. Се видов со еден голем дел од местното население. Ми раскажа точно како што се случило, дека всушност станува збор за излевање на реката заради надојдени води и дека има жртви. Во оваа прилика дозволете да изразам сочувство на семејствата на жртвите. Чув дека најлоша е состојбата во Шипковица. После Голема Речица и средбата со граѓаните таму дојдов овде во болницата заедно со директорот, поразговарав со него. Ми каже дека тука биле донесени двајца кои починале, две лица што се починати и уште 9 повредени, од кои едно е задржано. Овдека во Тетовската болница, другото е пратено за Скопје заради потешки повреди. Од тука одиме за Шипковица. Имаме информации за таму за состојбите какви се, затоа што веќе првите екипи се влезени. Наистина жалам за сето ова што се случи, правиме се што можеме, имаме направено максимална мобилизација на сите можни институции, како на централна власт, така и општинската власт е максимално мобилизирана, распространети сме на сите страни и правиме се што е во наша моќ да помогнеме на луѓето во настраданите места. Гостивар испрати механизација да помага во расчистувањето на штетите од невремето во Тетовско. Од општината велат дека им стојат на располагање на тетовските колеги да помогнат за она што е неопходно. За разлика од Тетовско, во Гостивар не беа регистрирани поголеми штети од вчерашните врнежи. Гостивар подготвен да помага за Тетово по вчерашните штети од невремето во Тетовскиот регион, Гостиварската локална самоуправа се мобилизира да пружи помош со механизација и други расположливи средства. Во текот на ноќта беа испратени 2 камиони и друга механизација која беше побарана од нас за да работи на расчистување на улиците и теренот. За жал се случи голема трагедија во соседниот град Тетово, но ние стоиме на располагање да ги ублажиме штетите и да придонесеме за нормализирање на условите за живот, велат од службата за информирање на општина Гостивар. Градоначалникот Невзат Бејта во текот на вечерта бил во посета на Тетово да се информира за состојбата и за потребната помош. Подготвени за евентуална интервенција се и возилата на противпожарната единица и механизацијата на јавното претпријатие Комуналец. Раководствата се во координација со тетовските колеги и ќе интервенираат доколку се јави потреба или на нивно барање. За разлика од Тетовско, на Гостиварското подрачје не се регистрирани поголеми штети и последици од вчерашното невреме. Делегација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес ги посети поплавените семејства во Мала Речица и Горна Чаршија. Апелираше за сплотеност во напорите да се санираат штетите од невремето што го зафати Тетовскиот регион. Денеска сме овде за да искажеме поддршка и да дадеме помош на граѓаните на Тетово и Тетовско. Тоа што вчера се случи е страшно, катастрофа. Денеска направивме обиколка на неколку населени места и гледката е страшна. За жал има и човечки жртви. До сега се потврдени официјално 4 жртви, но од она што пристигнуваат информација дека тој број може да биде и поголем. Воедно причините се и огромни материјални штети. Има поплавени куќи,
уништени куќи, дворови, пристапните патишта се затрупани со огромни наноси од карпи и материјал. СДСМ и опозицијата се целосно ставени на располагање на граѓаните. Во таа насока, општините раководени од опозицијата, Струмица, Куманово, Центар и Ранковце, испратија писмо до општина Тетово, со кое изразуваат максимална спремност да излезат во пресред со сето оно што е потребно за жителите и за граѓаните на Тетово и Тетовско. Воедно сакаме да изразиме и длабоко сочувство до семејствата на оние што ги загубија своите блиски. Како на локалната власт, така и на централните институции, на државните институции даваме поддршка за што е можно побрзо да се справат со оваа катастрофа. Сега не е време за критики, туку даваме целосна и максимална поддршка сето ова да се среди во најбрз можен рок. Неколку политички субјекти испратија соопштенија по повод невремето во Тетовско. ДУИ изразува жалење за причинетата штета и ги уверува граѓаните дека ќе ги превземе сите мерки за обештетување на штетите предизвикани од поплавите. Апелираме до граѓаните кои имаат материјална штета да ги следат постапките и упатствата кои ќе ги преземат од надлежните органи да се процени штетата, се вели во соопштението на ДУИ. Партијата за демократски просперитет им изразува длабоки сочувства на семејствата на изгубените и погинатите лица и ги споделува нивните болки со верба и надеж дека ќе ги поднесуваат достоинствено. ПДП ги моли и ги повикува граѓаните на Тетово и околината да се солидаризираат со сите тие кои беа тешко погодени за време на оваа природна несреќа, при што и активистите на партијата ќе го даваат нивниот придонес. Во овие тешки моменти за сите граѓани на Тетовско и Прилепско најважно е да се сочува смиреноста и стеложеноста, да се приоѓа кон новонастанатите проблеми после катастрофалните поплави. Невремето кое синоќа го погоди регионот на Тетово и најтешките последици ги остави во село Шипковица, не го оставаат рамнодушен никого, посебно хуманистите во Тетовско и пошироко, се вели во соопштението на претседателот на Унијата на млади сили на ВМРО Народна партија Дино Блажевски. На Тетовско-гостиварското подрачје во текот на вчерашниот ден се случиле две сообраќајни несреќи. Двете завршиле со повредени лица, меѓу кои и 2-годишно дете. Две сообраќајни несреќи со повредени лица регистрирани во текот на вчерашниот ден во Тетовско-гостиварскиот регион. Околу 16 часот на влезот во тетовското село Седларево се судриле голф и џип, двете возила со тетовски регистарски таблици. Голфот го управувал 26 годишникот Седларево, а џипот него 21 годишен соселанец. Според информациите од СВР Тетово, во несреќата биле повредени двајца сопатници од голфот, 2-годишно дете и 51 годишна жена. Тие биле пренесени во Тетовската клиничка болница, каде по укажаната лекарска помош детето било пуштено дома, а жената задржана на натамошно лекување. Првичните сознанија се дека причина за сообраќајката е недржење страна. Материјалната штета се проценува на околу 500 евра. Жена на возраст од 51 година била повредена и на регионалниот пат Дебар Мавровјанови во близина на крстосницата за Жировница. Сообраќајката се случила вчера во предпладневните часови. Peugeot 205 со странски регистарски таблици, управувано од 51 годишната ХХ од Крушево, загубило контрола и излетало од коловозот. Од излетувањето таа добила телесни повреди и со возило на здравствениот дом од Ростуше била префрлена во гостиварската болница. По укажаната лекарска помош била пуштена дома. По извршениот увид се утврдуваат причините за несреќата, а материјалната штета се проценува на околу 1500 евра. Стои во соопштението од полицијата. Денеска предпладне имавме сончево време со мала до умерена облачност, а попладне се услови за локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 14 до 22 степени, додека дневните беа во интервал од 24 до 35 степени.
Слично време на денешново не очекува и во следните неколку дена. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност и потопло. Утринските температури ќе се движат од 14 до 24, а дневните од 30 до 38 степени. Тука е крајот на денешните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.